еве назад во студиото по кратката музичка пауза со мојот следен гостин. Како што знаете, утрински брифинг направи една шема малку по-плуралистичка, која дозволува представување и на помалите политички субјекти. Со мене во студиото е Горан Зафировски од партијата МОРО. Добро утро. Инаку носител на листа во изборна единица 2. Ви благодарам на поканата, ги поздравувам вашите гледачи. Пред се ќе почнеме со програмата, односно кои се вашите главни, која е вашата главна понуда за гласачите на овие избори? Нашата програма ја определува самото име, Работничка партија. Нашите основни заложби, основна цел е правата на работникот и стандардот на работникот. Сведоци сме дека во последните 30 години системот што го изградија досегашните партии на власт, а до сега на власт по 15 години беа СДСМ и ВМРО ДПМН, доведе до едно пропаѓање на стандардот и вредноста на животот на работникот, така да стандардот на работникот од 90 година до сега е намален за 12 пати, односно 1200 пати, 1200%. Тоа е затоа што во нашиот систем немаше представник кој ќе го заштити работникот, кој ќе го заштити работното место, кој што ќе ги заштити фабриките. Се случи една страшна криминална приватизација, се случи едно пропаѓање, уништување на политичко уништување на профитабилни и ефективни стопански субјекти како што се Скопска млекара, Стаклара, Газела, Алумина, Еврокомпозит, Порцеланка. За жал, тоа се случуваше и тоа беше причината да се појавиме ние како Работничка партија која ќе го заштити работникот и ќе донесе до еден баланс да не може да владеат како што сакат без да го прашаат работникот. Може ли малку по-конкретно која е вашата главна понуда на изборите да знаат гласачите, односно граѓаните, за што би гласале? Главната понуда е заштита на стандардот и остварување на правата на работникот. За да се направи тоа, потребно е да се интервенира во сегашниот систем, да се сменат голем број на закони. Тука пред се би биле сменети законите од сферата на правата на работникот, како што се законот за синдикално организирање. Ние денеска немаме закон за синдикално организирање. Синдикатите се организирани според Законот за граѓански здруженија. Можеме да собереме 5 члена и да направиме синдикат, да се договориме со власта, да направиме репрезентативен синдикат и да глумиме дека ги представуваме работници, а во суштина да правиме синдикални игри и циркуси. Исто така, за да влеземе во една пазарна економија, потребно е да се донесе законот за најмала загарантирана исплатена сатнина. Сатнината е основно мерило на трудот на работникот во сите нормални демократски држави. Додека не го донесеме тој закон, ние немаме шанси да бидеме ни приближно блиски до Европската Унија и до европските демократи. Господин Зафировски, вчера се обидував на интернет да ја најдам вашата програма, вашата веб страна, но мора да признам дека малку тешко ми одеше. Каде и како може да ве најдат граѓаните да се информираат малку повеќе и за вашите активности, но и за самата програма со која настапувате на предстојните избори? Ова е навистина интересно прашање. Ние имаме Facebook страничка, меѓутоа многу наши членови, симпатизери и љубители отвараат иста таква страничка на МОРО Работничка партија, така да и јас не можам да си ја најдам страната. Како ја водите оваа кампања, бидејќи знаеме дека сме под посебни здравствени мерки, се соочуваме со пандемија, како за промена ги немаме они огромни политички митинзи, партиите бараат други начини за представување пред граѓаните, кои начини вие ги користите? И ние ги користиме и тоа е наш голем хендикеп. Ние бевме спремни да организираме помасовни собири. Тоа го направивме во предизборието во Велес, кај што имаше собрано може би 1000 луѓе од стечајните работници на кои им се обративме и баравме да се борат за себе, затоа што знаеме дека најголемата сила во една држава е работникот. За жал, ние сме хендикебирани со
со неможноста да организираме помасовни протести, меѓутоа се движиме низ градовите, ги посетуваме нашите активисти, им даваме насоки, тие се движат помеѓу луѓето и можам да кажам дека за само неколку, односно една недела од кампања, од тотално непознати, затоа што бевме игнорирани од сите медиуми последните неколку години, станавме хит во сите градови и не пречекуваат со одушевување. Тука се намитнува и прашањето што очекувате од изборите, очекувате ли да освоите некој пратеник, но ќе се надоврзам и со уште едно прашање, а тоа дали е во игра и постизборна коалиција со некој од големите политички блокови? Ние сме убедени дека ќе постигнеме добар резултат на овие избори. Многу наши припадници, членови на ВМРО ДПМН и на СДСМ, меѓутоа работници, може би се уште ќе гласаат против себе, ќе гласаат ради традицијата, ради историјата, ќе гласаат против своите права. Но многу луѓе се освестени и знаеме дека се буди една огромна сила на работникот. Доволно е некој наш пратеник да влезе во собрание, да предложи закон за обештетување, например, на стечајните работници, доколку не биде прифатен. Ние можеме да ги повикаме работниците, таа сила кога ќе се појави пред собрание, не ќе може да го избегнуваат тоа прашање. Затоа јас тврдам дека работникот е најголемата сила во секоја држава. И сосема за крај, она што досега не ве прашав, а е многу важно за државата, тоа е нашиот евроинтегративен пат. Какви се ставовите на партијата МОРО за влезот во Европската унија и во НАТО? Македонија е во рамките на Европа. Советите од Европска унија се многу јасни, прецизни, тие викаат средете го правосудниот систем, намалете ја корупцијата, меѓутоа ние не можеме да го средиме правосудниот систем и да ја намалиме корупцијата, кога корупцијата е власта. Корупцијата е комплицираните процедури за отварање на стопански субјекти, комплицираните процедури за добивање на дозвола, за добивање на документ како имотен лист, како право на собственост. Самата комплицираност луѓето ги доведува во очај и тие приоѓаат на она средство на кое единствено може да се потпре, тоа е корупција, на функционерите да им нудат рекет и мито, ако сакат да продолжат понатаму. Со самото смена на коруптивните власти, со влегување на луѓе кои ќе се борат против таа корупција, ќе го сменат системот со силата на работникот и на народот, сето тоа ќе отпадне, ние ќе бидеме рамноправни со плати и со стандард со Европа, а зошто да не и нашите работници да не имаат подобри права, подобри плати од европските држави. Ние ги имаме сите услови за тоа. Со голема леснотија кажувате ќе треба да се смени и ќе го смениме системот. Сепак не е толку лесно да се смени системот. Кои се вашите клучни потези за подобрување на овие состојби кои ги споменавте што тука? Оптимизмот ми го дава работникот како најголема сила во секоја држава. Само работникот не ветува, остварува. Затоа ние кажуваме да живее работникот. Нашата изборна парола е да живее работникот. Господин Горан Зафировски, ви благодарам за денешното гостување во утрински брифинг. Повторно ќе потсетам, нашите врати остануваат отворени. Ние сепак направивме еден поплуристички концепт за представување на помалите партии. Ви благодарам што денеска бевте гостин во утрински брифинг. Ви благодарам и на вас. Вашата заложба за представување на сите, не би кажал помали или поголеми политички партии. Јас најмали политички партии ги сметам СДСМ и ВМРО ДПМН. Меѓутоа, тие се мали политички партии со големи механизми, со вработени по 50 луѓе во администрација, во разни структури кои не одат на работа, него бистрат политика. Така.
уште еднаш ќе повторам, Горан Зафировски, работничка партија, Моро работничка партија, носител на листа во изборна единица 2. Председател на Моро. Председател. Благодарам уште еднаш за ова гостување.